Има збор господин Димовски Љупчо Повелев. Благодарам, почитувам председателе. Ќе се осврнам на кратко на суштината на овој закон и ќе се обидам да не се повторам со предлагачот во некои работи и со претходниот дискутант. Имено со предлог законот за изменување и дополнување на законот за нуз производи од животинско потекло се врши подобрување и унапредување на текстот на законот со цел да се постигне усогласеност со законот за инспекцијски надзор и законот за безбедност на храна. Да напоменам дека ветеринарното здравство е една нова материја која што интензивно во последниве неколку години се развива во Република Македонија, благодарејќи на успешната работа на Агенцијата за храна и ветерина, како што беше претходно напомнато, со спојување на Дирекцијата за храна и бившата управа за ветерина во нова Агенција за храна и ветерина како нужност, односно барање од страна на Европската комисија за едно централизирано управување и раководење со процесите во делот на ветеринарството. Исто така со измените на воведните членови на законот се подобрува текстот и детално се прецизира предметот и примената на овој закон. Така да и во самиот член 1 се врши измена со што прецизно се уредуваат категоризацијата, собирањето, идентификацијата, транспортот, отстранувањето, преработката, употребата и складирањето на нуз производите од животинско потекло и нивните деривати од аспект на здравствена заштита на животните, безбедноста на храната и безбедноста на храната од животните. Исто така се воведуваат членови за субсидијарна примена на законот и задавање на овластување на директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство да може да постапува, односно да донесува мерки за здравствена заштита на луѓето и животните, да пропишува дополнителни услови, да објавува листи или да даде одобрение врз основа на критериумите и стандардите кои што се применуваат во Европската унија, а кои се донесени врз основа на процена на можните ризици по здравјето на луѓето и животните и согласно со научните докази по спроведената постапка од страна на Европската комисија, со која комисијата е овластена да постапува за работи кои се однесуваат на безбедност на храна и ветеринарна политика, а се со цел одржување и унапредување на нивото на заштита на здравјето на луѓето и животните. Да напоменам, почитувани пратеници, дека токму за поглавјата 11, 12 и 13 од извештајот на Европската комисија во последните 5 години ние добиваме највисоки оценки и особено за работењето на Агенцијата за храна и ветерина кој што токму ја покрива оваа материја. Понатаму се прецизираат условите за ракување, контрола, безбедност, постапување, како и одредени други барања во врска со дериватите на нуз производите од животинското потекло, а утврдени се и барањата за операторите со нуз производи од животинско потекло и нивните деривати во однос на објектот, како што беше претходно напоменато, инфраструктурата, опремата, начинот за работа и внатрешните системи на контрола на соодветната активност, како и условите за одобрение или регистрација за вршење на соодветната активност. Исто така, во членот 7 се подобрува стратегијата за управување со нуз производи од животинско потекло, а се со цел подобрување и унапредување на нивото на заштита на здравјето на луѓето на животните во Република Македонија. Стратегијата, како што беше напоменато, ја да донесува владата на Република Македонија и конечно со законот за изменување и дополнување на законот за нуз производи од животинско потекло се врши усогласување со регулативата на Европскиот парламент и на Советот од 2009 година и утврдување на здравствените правила за нуз производи од животинско потекло и изведени производи кои не се наменети за исхрана на луѓето и патем со укинувањето на регулативата, како што напомена претходните говорници, 1774 од 2002 година. Сакам да напоменам дека овој закон има за цел да обезбеди високо ниво на заштита на здравјето на луѓето и животните, да ја уреди работата и надлежностите на органот кој ќе го спроведува, значи на Агенцијата за храна и ветеринарство. Овие одредби од законот се применуваат за нуз производи од животинско потекло и нивните деривати. Производи кои се со одлука на операторот се исклучуваат од исхрана на луѓето и се користат за друга намена. И тоа
производи од животинско потекло кои можат да се користат за друга намена и да бидат наменети за исхрана на луѓето и суровини за производство на производи од животинско потекло. Понатаму одредбите од овој закон не се применуваат на одредени нус производи од животинско потекло и нивни деривати кои поради своите особини и ризикот по здравјето на животните, јавното здравје и заштитата на животната средина не представуваат ризик и се надвор од целта на уредување на овој закон. Понатаму дериватите за нус производи од животинско потекло кои согласно законодавството од одредена област се преработени како козметички производи, активни медицински импланти, медицински помагала за инвитро диагностика, ветеринарно-медицински препарати и медицински производи се сметаат дека ја достигнале крајната точка во производниот процес и за нив не се применуваат одредбите од овој закон, што е особено битно. Овие производи понатаму може да се стават во промет без ограничување и утврдени во овој закон и не се предмет на официјални контроли во согласност со законот. Од особено значење е членот 4, каде што нус производи од животинско потекло се цели трупови или делови од трупови или производи од животинско потекло одредени согласно овој закон, како нус производи од категорија 1, 2 или 3, кои не се наменети за исхрана на луѓе, вклучително и јајце, клетки, ембриони и семе. Понатаму, со предлог на законот за изменување и дополнување на законот за нус производите од животинско потекло ќе се постигне усогласување, како што кажува, со одредбите од законот за инспекцијски надзор и законот за безбедност на храна. Во законот се утврдени и барањата, повторно ќе напоменам, на операторите со нус производи од животинско потекло и нивните деривати во однос на, како што беше напоменато, објектот, инфраструктурата и така натаму. Исто така сакам да се осврнам на кратко и на стратегијата која што донесува владата, предвидена во членот 7, во која што се содржат од пределбите во однос на развивање на технологии кои ќе ја намала потрошувачката на природните ресурси, што е битно, за техничкиот развој и продажба на производите дизайнирани со цел да не придонесуваат или допринесуваат во мала мера во зголемување на степенот на штетност и ризикот од загадување преку начинот на кој што се произведени и употребата на нус производите од животинско потекло како избор на енергија, понатаму мерки со кои се обезбедуваат нус производите од животинско потекло да не представуваат ризик за водата, воздухот, почвата, растенијата и животните и да не предизвикуваат непријатности преку бучавата или смрдеа. И особено сакам да се задржам на членот 12, со кој што всушност се менува членот 23, во кој што е предвидено директорот на агенцијата да изготвува предлог на годишната програма за работа на инспекцијската служба и истата ја доставува на инспекцијскиот совет најдосно до 31. октомври во тековната година за следната година. Понатаму, во врз на донесената годишна програма за работа на инспекцијската служба, директорот подготвува квартални планови за работа на секој инспектор кој избирно ги доставува до наразгледување на инспекцијскиот совет и во кварталните планови за работа на секој инспектор директорот задолжително го внесува бројот на планирани надзори во следните 3 месеци како и степенот на сложеност за секој од надзорите. Ова го напоменувам заради тоа што е особено битно, заради тоа што токму преку оваа програма ќе се има контрола врз целиот процес на нус производите и во производството на производи од животинско потекло, а во исто време ќе се води сметка и за заштита на животната средина, како што напоменав, предвидена со законот. Од тие причини, иако станува за дополнување и изменување на законот за нус производи од животинско потекло, овие измени имаат суштинско значење, не само околу ускладување со законот за инспекцијски надзор, туку малку пошироко. И од тие причини јас му давам подршка на законот, на предлог на законот, заради тоа што сметам дека за уште еден степен повеќе ќе се подигне ефикасноста во работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство. Благодарам. Благодарам.